Католичките верници од Струмица се горди што папата доаѓа во земјава. Повозрастните особено. Велат дека ниту на сон не помислувале дека е можно да доживеат еден таков момент. Посета на поглаварот на Римокатоличката црква. Јас не би можел да замислам. Од јас сум веќе некаде 80 години, а па не само јас, него и пред мене, пред моето тој. Така да верувам, тоа ќе остава голем впечаток. Сме разговарали на таа тема многу пати. Не е имал, могучност, само ете и дојде тај ден и мислам оти би добро било за Македонија, за нашата Македонија. Голема чест и голема благодат што ќе дојде едно свето лице, свети очи тој на цел свет, да дојде во една маленка држава и посебна чест за нашите македонци, за целиот народ што живее во таа држава Македонија. Бискупот Киро Стојанов пак вели дека веста за доаѓањето на папата ја примил со огромна радост, но не изненадување. Со години наназад, и како црква, и како држава, упатувавме покани до Светиот Отец Папа да не посети. Значи, поканата од страна на државата сосема разбирливо оди од председателот, од државниот врв, од страна на црквата, нормално, од самиот бискуп. Но при сите средби со Светиот Отец Папа, ниту во еден миг не рече не. Рече дека ќе дојде денот кога ќе ја посетам вашата земја. Според Стојанов, посетата на папата е историски ден за католичките верници, но и за државата. Од друга страна е важно, затоа што доаѓа еден Петров наследник овде на земјата, прв пат во нашата земја, после че воопшто прв пат, од самото основување на Христовата црква. Но треба да имаме во предвид дека Светиот Отец Папа, уште на самиот почеток, примајќи го својот понтификат, јасно даде важност до малите народи и оние што се наоѓаат на периферијата. Ние, и како црква, и како држава, и како народ сме малобројни во очиглед на големите цркви, во очиглед на големите држави и народи, но еве, во очите на Светиот Отец Папа, навистина сме важни и достојни за една таква посета. Во Струмичко е една од поголемите католички заедници во државата, како и во целиот југоисточен регион, вклучувајќи ги Богданци и Гевгелија.